Добра вечер на сите присутни. Трибината која што ќе ја правиме оваа вечер е на тема како да се поттикне економската активност, односно економијата во Република Македонија. Пред да започнеме детално експертски да навлеземе во оваа тема, секој од нас треба да си го постави првото основно и клучно прашање. Што ни остави Никола Груевски во 2015 година, после она што го наследи во 2006 година? Имено, прва и основна работа, која што никој од нас не смее да ја заборави. Се извинувам. Република Македонија денес се соочува со екзекутирана демократија. Економијата целосно е доведена пред тотален економски колапс. Државата, основна карактеристика на Република Македонија денес е тоа што владее огромна социјална неправда. Изминатите 9 години, ваквите политики на Никола Груевски, владата на ВМРО ДПМН ја оставија Македонија далеко од портите на Европската Унија и НАТО. Мегаломански најавуваните 100 чекори напред доведоа Република Македонија галопирачки да уназадува изминативе 9 години. Пред да навлеземе во дискусија со нашите говорници, би сакал да наведам на неколку заклучоци од Светска банка, институција чии што информации се следни. Во Република Македонија изминативе 9 години над 400.000 луѓе ја напуштиле државата во потрага кон подобри услови за живот, кон понормални услови за живот, достојни за 21 век. Имено, околу над 180.000 луѓе дневно во Република Македонија живеат со под 40 денари на ден. Не може да ги задоволат основните човекови, најнеопходните потреби кои што им се потреби. Тоа значи дека околу над 30% од граѓаните во Република Македонија живеат под работна сиромаштијата. Страшно поразителен податок за Република Македонија во 21 век. Оваа влада на Никола Груевски, која што изборите ги во 2006 година ги доби на картата на економијата, вешто манипулирајќи со бројките, една од основните програми кои што ги наведе беше дека државата од година во година ќе се стреми кон тоа да го намалува државниот вкупниот јавен долг. Што направи Никола Груевски? Од друга страна стана експерт за задолжување на ова поле. Ја презадолжи државата, тотално ја направи неликвидна и остави нашите деца да ги плаќаат неговите мегаломански кредити со кои што денес се кити. Еден од проектите на неговото расипничко владење, меѓу кои и оваа институција позади нас, е проектот Скопје 2014 година. На почеток најавуван како проект кој што ќе чини околу 60 милиони евра, денес проектот вреди над 600 милиони евра. И тоа проект финансиран преку странско задолжување, проект кој што чии што кредити ќе ги плаќаат нашите деца. Ваквите политики на Никола Груевски ја направија Република Македонија и ја доведоа на дното на инвестиционата мапа во Европа, најнепосакувана, најнеатрактивна инвест дестинација за странските директни инвестиции. Од една страна, а од друга страна ја направија Република Македонија да биде лидер по невработеност и сиромаштија во цела Европа. Тоа се ефектите на штетното владење на Никола Груевски, владата на ВМРО ДПМН во изминатите 9 години. Сега би сакал да ги представам вечерашните гости. Господин Кире Колемишевски, дел од економскиот тим на СДСМ, односно Комисијата за економија на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија. Доктор Никола Џамбазовски, исто така член на Комисијата за економија на Социјалдемократскиот сојуз, и Виктор Митевски, исто така член на економскиот тим на СДСМ. Пред се би му дал збор на господинот Никола Џамбазовски. Повелете, Никола. Благодарам. Вака сега, бидејќи самиот наслов на трибината е како да го подобриме, односно како да го потикнеме економскиот развој во Македонија, ќе се обидам колку што можеме повеќе да ја одбегнеме темата каква е моменталната состојба во Република Македонија, бидејќи тоа е веќе толку познато и апсолвирано прашање за кое што не е ни потребно да се држат веќе дебати. Кога ја оценуваме успешноста на економската политика, мора прво да определиме
која е крајната цел кон која се стремиме. Кој е параметарот по кој после 10 години ќе може да процениме дали таа економска политика била успешна или била неуспешна. Моje длабоко уверување е дека основен критериум по кој треба да се стремиме во наредниот период е подобрување на животниот стандард на граѓаните. Тоа е единствен квалитативен показател кој што го осеќа секој граѓанин и единствено мерило за квалитетот на животот на граѓаните. Сите други квантитативни показатели како раст на општествен производ, намалување на невработеноста, пораст на извозот и слично, ако на крај не резултираат со тоа граѓаните да живеат подобро после определен период, можеме да кажеме дека таа политика не е успешна. Од кога ќе ја поставиме крајната цел, кај сакаме да стигнеме, тогаш треба да ги утврдиме методите по кои ќе дојдеме до таа крајна цел. За да имаме повисок животен стандард на широкото, на најголем дел од граѓаните, не само на мала група, прво и основно треба растот на бруто општествениот производ да биде со многу поголеми стапки и да биде најмалку 5 до 6% и тоа во континуитет со години, а не во амплитуди на пат и на раст. И втората компонента треба да биде бенефитите од тој раст на бруто општествениот производ да бидат осетени од поширока група на луѓе, а не само од еден мал процент. Вие и да имате економски раст од 3-4-5%, доколку бенефитот од тој раст го осеќаат само неколку проценти од вкупното население, тогаш вие немате општествена корист на тој раст. Затоа економскиот раст мора да биде осетен од поширока маса на граѓани. Моменталната, сега сите слушаме по медиуми како имаме најголема стапка на раст во претходната година, проекциите за наредната година. Со оваа стапка на раст помеѓу 3-3,5%, без да навлегуваме колку е реална, колку е издржана, ние за 30 години не само што не може да стигнеме, не знам, Германија, Франција, ние не може да стигнеме Бугарија, не може да стигнеме Романија. Така да кога збориме дека имаме највисок економски раст, тоа е затоа што сме најсиромашни, не заради друго. Кога сте многу ниско, едноставно не може да дојдете пониско, може да дојдете само нагоре. Единствено стапки на раст поголеми од 5-6% се нешто што може да биде осетливо за граѓаните после определен број на години. И втората компонента е, како што кажав на почетокот, а тоа некои од нашите колеги во претходните дебати пошироко го елаборираа за правичната распределба на бенефитите од тој раст. Кога збориме за самиот раст и за мерките кои што треба да се преземат во иднина, за Македонија има една лоша и една добра вест. Лошата вест е тоа што сме во исклучително лоша состојба, а добрата вест е што многу земји поминале низ овој стадиум и постојат голем број на меѓународни искуства и методи кои што би се примениле нормално адаптирани на нашето поднебје. Прв и основен предуслов е директна поддршка на малите и средните предпријатија. Кога зборам за директна поддршка, не мислам на нови технологии, ноу-хау, странски експерти кои што се преквалификација на работна сила, кои што се секако добродојдени и даваат импулс, меѓутоа не го даваат клучниот импулс. Во мала економија како Македонија, развојот на малите и средните предпријатија треба да биде со директна финансиска помош кон компании кои ќе преземаат нови инвестиции. Тоа е најдиректниот и најосетливиот бенефит кој што може државата да го даде пред компаниите. Кога зборам за малите и средните предпријатија, мислам и на стартап бизнисите, кои што е едно исклучително запоставено поле, за кој што мислам дека и моите колеги ќе дадат малку поширока елаборација. Кога збориме за поддршката, директната финансиска поддршка на домашните компании,
не ги исклучуваме мерките кои што се преземаат према странските инвеститори и тие треба да продолжат. Квалитетот на помош према малите и средните предпријатија треба да е со различна форма, меѓутоа најмалку во ист волумен и силина како што се потикнуваат странските инвестиции. Во секоја земја која што треба да влезе во фаза на развој, ние не поминуваме на фаза на развој, туку се уште сме пред таа фаза, главната компонента е директна финансиска помош на новите инвестиции на малите и средните предпријатија и подршка на стартап бизнисите. Не знам дали може некој да се сети последно време на неколку нови стартап бизниси, јас не можам, мислам дека и вкупниот предприемачки дух на младите на едно за жал песимистичко и незавидно ниво. Втора компонента на растот на бруто-општествениот производ е се продуктивните капитални инвестиции. И за среќа теоријата на науката има точно пресметано и кои инвестиции од јавната сфера носат повисоката дадена вредност за самата економија. И тука не е предмет на дебата. Значи се знае дека инвестиции во патишта, во енергија, во реновирање на болници, на школи се капиталните инвестиции кои што дават највисока додадена вредност и идна вредност за самата економија. Третиот елемент кој што треба двата овие елементи да ја даде вкупната полезност за сите граѓани на Македонија е распределбата на бенефитите од успехот на првите два сегменти и тука може да дебатираме дали тоа би било преку одданочувањето, дали би било преку социјалните трансфери или куп други инструменти, меѓутоа крајната суштина на крај треба да биде дека богатите треба да плаќаат повеќе, сиромашните треба да плаќаат помалку. Сите методи внатре се предмет на дискусија и на разговор, се додека ја остваруваат ова крајна суштина. На крај да заклучам, сите мерки кои што ќе бидат предложени, ќе бидат финални во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, верувам дека ќе ги содржат сите овие аспекти и сите тие ќе носат и определени буџетски импликации. Значи, да не се лажеме, сите тие мерки коштат, бидејќи се работи за издвојување на средства за потикнување на економијата, меѓутоа самиот раст на економијата треба да доведат потоа до прибирање на поголеми даноци и намалување и на среден рок намалување на јавниот долг, кој што сега номинално не е на високо ниво во споредба со Америка, Јапонија и Германија, меѓутоа за земја како Македонија е како исклучително високо. И на крај, основниот елемент на пораст на економијата е личната потрошувачка на граѓаните. Доколку успееме да го подигнеме стандардот, доколку луѓето купуваат повеќе производи, користат повеќе услуги, во тој случај растот ќе биде одржлив сам од себе. Така во овој дел треба да се продолжи да се продлабочи политиката на социјална заштита, да се зголеми прагот на социјална помош и излегување од групата на сиромашни на определена структура на население. Треба на сите други компоненти кои што се од аспект на раст на пензии, субвенции за земјоделците, да се додаде развојна компонента. Сумите на тие трансфери никако не треба да се намалуваат, туку треба да се зголемуваат со тек на време, единствено да се додаде определена развојна компонента. Како ќе овозможиме поголем дел од доходот да дојде кај помалку имотните луѓе. Затоа што и потрошувачката на помалку имотните луѓе е покорисна за државата, бидејќи тие обично купуваат
поевтини производи кои што се најчесто македонски, не знам, одат на одмор во Охрид, во Дојран, не одат на одмор во Франција, во Италија и така натаму. И секој трансфер кој кон посиромашниот слој на луѓе носи поголема додадена вредност за целата економија. Така да ова се некои генерални мои размислувања, сега би оставил простори за колегите. Ви благодарам, Никола. А сега, почитувани присутни, ќе ви собрати Кирил Колемечевски. Повелете, Кирил. Добро вечер на сите. Јас ќе се осврнам на дел од размислувањата кои што ги имаме внатре во Комисијата за економија во СДСМ. Претежно за малите и за средните предпријатија, затоа што сме на мислење дека тоа всушност треба да биде и мотор на македонската економија, каде што реално ќе може да луѓето и да создаваат и самата држава да стане побогата. Во моментов акцентот на оваа влада е насочен кон странските инвестиции во слободните економски зони, кои што освен вработување за некоја си минимална плата, за оваа држава не носат апсолутно ништо. Тоа е странски капитал кој што секогаш го бара полесниот пат и доколку најде адекватен услов ќе остане во некоја држава, доколку тој услов се смени одма ќе побараат друга држава. Она што се запоставува последните 9 години се баш тие мали и средни предпријатија и амбиентот во кој што се води бизнисот во Македонија. Пред се би кажал дека казнената политика е многу ригидна, казните се огромни за тие мали фирми. Понатаму правниот систем не ја пружа сигурност за бизнисот, за секој што би се осмелил да започне со некаков бизнис, бидејќи судовите, како тоа што го осеќаат и граѓаните, физичките лица, така тоа важи и за фирмите, значи не можат да бидат сигурни дека нивниот капитал ќе биде правно заштитен и дека ќе има адекватна државна заштита. Понатаму притисоците врз бизнисот се доста големи. Еве последната измена на стапката на законот за ДДВ, кај што се намали минималната стапка на милион денари, значи сите фирми кои што ќе го стигнат приход од милион денари веќе влегуваат во таа, мора да станат ДДВ обврзници. Значи еден куп скриени трошоци за водење на бизнисот со што го обременуваат бизнисот и собствениците на фирмите, а и вработените не можат реално да ги осетат, да осетат користа од својот бизнис и заслужено да си ги потрошат своите заслужено заработени пари. Размислувањата во СДСМ е како да се промени овој амбиент. Една од размислувањата, например, првата основна пречка, јас сум адвокат и многу луѓе доаѓаат ме прашуваат што треба да се отвори што треба за да се отвори фирма, што ме чека, што треба да правам и така натаму. Чи првото нешто што им го кажувам е дека треба капитал од 5000 евра, односно основачки капитал за основање на фирма. Нашето размислување е први на оваа пречка да ја прескокнеме и да создадеме еднакви услови за сите, односно основачкиот капитал на фирмите да биде 1 евро. Значи било кој човек од Македонија кој што има бизнис идеја, кој што сака да започне со бизнис, да се реализира како човек, како бизнисмен, нема да има потреба да, например, да вложи 5000 евра, него ќе биде само 1 евро. Понатаму би се влијаело врз честата промена на законите, односно веќе ако човекот сака да започне, например, што знам, со производство на јаболка, тие закони во наредните барем 2 до 3 години бизнисот, тој бизнис што го регулираат, да бидат под некаков си мораториум, за да нема некакви осцилации, луѓето да можат на малку подолгорочни патеки да си ги планираат своите бизнис потези. Покрај ова, би се сменила и казнената политика на државата, со тоа што доколку се направи некој прекршок, да фирмата направи некаков прекршок, да не бидат глобите толкави какви што се.
односно првата казна да биде всушност само опомена и некоја задолжителна обука на управителот или на собственикот на фирмата за да посети обука и повеќе таа грешка да не ја повторува. А веќе втор пат доколку се случи казна, сме на размислување да се воведе процентуално казнување на компаниите. Затоа што ние во моментов имаме една ситуација каде што фирма што остварува приходи од 10 милиони евра и фирма што остварува приходи од милион денари плаќаат казна по, например, по 5000 евра. Че казната е 5000 евра и за едната фирма и за другата фирма. Нашите размислувања се тие казни да ги направиме во одреден процент од годишните приходи на фирмата. Значи не може да споредиме пилјара со не знам со некоја градежна компанија. Кај што пилјарата вработува тројца, едва и преживуваат крај со крај, а градежната компанија остварува на пример милиони евра и таа казна од 5000 евра на неа воопшто можеби не значи ни ништо. Дори некои фирми од побогатите фирми се охрабруваат и да ги сторат прекашоците, бидејќи знаат дека тие казни кои што се пропишани за нив може да ги платат во било кое време. Целта на оваа политика која што ја разговараме внатре во партијата е да се создадат еднакви можности, еднакви услови за сите. Каде што секој би ја добил секој може да добие своја шанса во државата, да биде подпомогнат од државата да не му виси над врат за било што ќе направи. Напротив, државата треба да го охрабри за тој бизнис да заживее, бидејќи тој бизнис ако почне да носи приходи, ќе вработува луѓе, за тие луѓе се плаќаат придонеси, фирмата ќе си ги плаќа своите даноци, фактички целиот државен економски мотор ќе почне да се движи. Во моментов имаме ситуација кај што сите млади луѓе кои што завршуваат факултет, животен сон им е да се вработат во јавна администрација. Зашто? Затоа што таму им е платата загарантирана, затоа што таму ќе работат по 2 до 3 часа дневно и тоа цел живот ќе го поминат по административни ходници. Било каде да отидете во Западна Европа или во Америка, најслабите студенти се вработуваат во јавната администрација, сите бегаат од тоа. Че најдобрите студенти сите влегуваат во бизнис. Кај нас имаме прекрасни млади луѓе кои што се паметни, кои што се интелигентни и нашата политика ќе биде на тие луѓе да им се даде шанса да ги реализираат своите соништа и да се реализираат себе си како бизнисмени, како луѓе и како семејни луѓе. Тоа би биле отприлика насоките кај би се движеле. Благодарам, Кире. Сега ќе ви собрати Виктор Митевски. Благодарам. Добро вечер на сите. Најпрво сакам да искажам мојата благодарност за можноста која што ми е дадена како млад активен човек да можам да дебатирам на вака сериозни теми овдека вечерва. Моето излагање ќе биде во контекст на тоа што претходно Никола и Кире зборува, но со посебен акцент на една тема која што е многу популарна не само во Македонија последниве години, туку и во светот. Исто така сакам да нагласам дека тоа за кое што вечерва зборуваме е многу повеќе во насока на како да го подобриме животниот стандард на граѓаните на Република Македонија, многу повеќе од полемизирање за актуелните состојби во Македонија, бидејќи како што кажа Никола, сите сме свесни и дури преплавени со информации за таквата состојба. Како млад активен човек кој што работи на поддршка на младите креативни умови во областа на предприемништвото, можам слободно да кажам дека Македонија има невиден потенцијал кај особено младите луѓе за иновации и воведување на нови продукти и услуги, се со цел подобрување на состојбата на самите млади луѓе, како и на целиот пазар генерално.
Предприемништвото како тема е многу актуелна и во нашите дискусии, затоа што за мала отворена економија како Македонија важи правилото дека, како што кажа Кире, мотор на економскиот развој се малите и средни предпријатија. Ако ги немаме во доволен број, тогаш ќе немаме и простор големите корпорации да се развиваат. Иако мислев ова да го кажам на самиот крај, сепак ме поттикна Никола, па и Кире зборуваше за тоа. Имаме посебен акцент ставено на странските директни инвестиции. Странските директни инвестиции како категорија се одлични за економиите како Македонија, кои што имаат ограничен капитал. Но поволностите од тие странски инвестиции нема да се осетат се додека тие инвеститори, тие компании не почнат да работат со локални бизниси кои што ќе даваат одредени производи или услуги за завршени работи. Во спротивност се ќе набавуваат од странство и македонската економија напротив наместо добивка ќе има загуба. Затоа е многу важно да се посвети огромен акцент на развивање на предприемничкиот дух кај младите луѓе, особено уште од најраната возраст. Декларативно е супер да кажеме дека ќе воведуваме предприемничко образование во основните и во средните училишта, но ако нашата приказна во развојот и поттикнување на предприемничкиот дух кај младите заврши само со тоа, со формалното образование, ќе се доведеме во ситуација да имаме млади луѓе кои што кога ќе го слушнат терминот предприемништво ќе го врзуваат секогаш со учење за оценка или не знам, влегување во конфликт со некои од професорите кои што не сакале да им дадат повисока или подобра оценка. Токму затоа на предприемништвото треба да му се пристапи на многу по-неформален и поедноставен начин, каде што младите луѓе ќе можат во пракса да ги спроведуваат знаењата кои што ќе ги стекнат во тоа формално образование. Во Македонија во последниве неколку години многу се работи на оваа тема. И морам да признам дека најголемиот мотор во областа на предприемништвото во Македонија се граѓанските организации, односно граѓанскиот сектор. Зошто го велам ова? Затоа што постои тој предприемнички дух, таа иновативност кај македонските граѓани, но некако како да не се доволно охрабрени, како да немаат доволно знаење и капацитети да се втурнат во тој предприемнички подвиг. Па токму затоа граѓанските организации се клуч во пренесувањето на знаењата и искуствата кон младите луѓе. Многу е погубно да се зборува за предприемничката култура и развој на предприемништвото во една економија само преку кампањи. Кампањата може само да биде импулс, но не и решение на проблемот за невработеноста и немањето на чувство за започнување на собствен бизнис. Токму затоа, освен кампањи за започнување на нови предпријатија, општеството, државата треба да се вклучи во процесот пред се на образование и обука на младите луѓе за започнување на бизнис, а потоа и финансиски да го помогне нивното отпочнување. И можеби тука, доколку имавме опонент од власта, ќе кажат дека како никогаш досега државата дава пари во нови стартапи и отварање на нови бизниси. И мојот аргумент е многу едноставен и реален. Давањето на пари без никакво покритие, притоа немањето на никаква транспарентност во трошењето на тие пари, не допринесува за развивање на предприемништвото. Токму затоа новата влада, новите институции ќе треба да се стремат кон ставање на тој процес на поттикнување и финансиска поддршка на нови и мали и средни предпријатија на многу потранспарентен и многу по-систематски и стратешки пристап, затоа што можете на 1000 млади луѓе да им дадете одредена сума да започнат бизнис, ако немате програма по која што ќе ги упатите во целиот тој систем и нема да им ја дадете нема да им го дадете потребното знаење и нешто што е најважно во бизнисот, контактите со потенцијалните потрошувачи и деловни соработници, не сте направиле ништо. Тие пари ќе отидат во бунар и ќе бидат потрошени за некоја ненаменска цел. Токму затоа
во иднина треба да се посвети многу повеќе внимание на враќање на оние бизнис инкубатори кои што на времето постоја во Македонија и дава одлична поддршка на малите и средни бизниси, бидејќи тоа се заедници каде што новите компании соработуваат помеѓу себе, учат едни од други и споделуваат искуства кои што се непроценливи и нема да може да бидат на друг начин добиени ако не се во таква некоја средина. Дополнително, повторно во функција на она што се зборуваше, со отварање на нови мали бизниси, на нови стартапи, економијата ќе има и нови вработувања. Секој успешен бизнис привлекува нови вработувања и трајно, системски може да го реши проблемот на невработеноста, не само кај младите, туку и генерално кај целата популација. За жал, во Македонија некако кога сакаме да спроведеме нешто што е популарно во светот, сакаме да преземаме модели од странство, па кога тие нема да бидат успешни, некој друг ни е крив, без при тоа да размислиме дека нашата економија, нашиот пазар има свои карактеристики и е специфичен во многу области. Јас лично, како некој кој што поддржува и обучува млади предприемачи, се стремам да ги поттикнам да се вратат малце на она што ни е основно на нас како економија, основна карактеристика, а тоа е производството. Македонија може да биде програмерски рај, може да биде рај за новите технологии, бидејќи имаме многу паметни и амбициозни млади програмери, но сепак искрено верувам дека вредност дополнителна на едно општество носи секогаш онаа производствена гранка, особено производството на храна. Искрено мислам дека имаме огромен потенцијал и тоа беше докажано со одредени мали бизниси, фамилиарни бизниси кои што имајќи некој оригинален рецепт за одреден традиционален производ, успеле да го патентираат и потоа го произведуваат на малце поголем larger scale, како ќе биде на македонски, во поголем обем, да, во поголеми размери и можат да профитираат од таквото производство. За такви бизниси зборуваме за отварање на нови работни места преку поддршка на она што Македонија најдобро знае да го прави и она што Македонија го има во изомбилство, така што несомнена е нашата определба да одиме во насока на поддршка преку одредени даночни ослободувања и одредени поволности за сите оние кои што ќе се решат и ќе бидат храбри да започнат свој бизнис.